Почнеме, ви благодарам за присуството. Ја користам приликава да ви посакам здравје и успех во оваа нова година. За она што не очекува, ќе разговараме тука. Македонија во оваа година влегува со повеќе предизвици, здравствена, економска, енергетска, бидејќи здравствената во Македонија е сведена на слободна моја проценка, Боже мој, да видиме што може да очекуваме и дали постои некаква предвидливост во она што е енергетска и економска криза, која што исто така владее во Македонија. Ова е првата трибина оваа година на ВМРО ДПМН, организирана од ВМРО ДПМН, со наслов високи цени, ниски плати, што може да очекуваме оваа 2022 година. Тука, затоа со колешката Марија Митава, ги повикавме Елена Маркова Велинова и Гордана Димитриевска Кочовска од секторот енергетика, Комисијата за енергетика и од Комисијата што се однесува до финансиите и економијата и парите. Добро, на почеток Марија повели. Благодарам наум. Добар ден и од мене. Ми представува чест и задоволство денеска да ги имаме за говорници почитуваната Елена и почитуваната Гордана, со кои што ќе зборуваме за енергетската и економската криза. Во 2022 година Македонија е посигурна за предизвиците кои што ја очекуваат. Ни е се подранлива и подранлива. Проблемот не е веќе што не очекува, туку кој и како ќе се справи со тоа што се предизвици за 2022 година во однос на економијата и енергетиката. Пред да преминеме на она што би требало да биде стратегија во однос на економијата, Гордана, може ли да ни кажете накратко кои се предизвиците кои што ги имавме во 2021 година, како се справивме со нив, имаме ли ние влада која што ќе може да одговори позитивно на предизвиците кои што не чекаат во 2022 година? Така, добар ден и од мене. 2021 година е година, значи, која што македонската влада не се справи онака како што можеше со цел да извади максимум подобри резултати, да кажеме, од она што навистина се случи, но пред да зборувам за 2021 година, јас би сакала да се вратам и на оној предкризен период, со цел да укажам на тоа дека оваа влада во ниту еден момент не знае да се справи или да управува со економијата онака како што треба. Например, да ги погледнеме податоците 2017-2019 година, ќе видиме ние дека просечната стапка на бруто домашниот производ е некаде 2,6%, што јасно кажува дека оние високи стапки на раст, над 4% на бруто домашниот производ, за да очекуваме нели некој посериозен економски бум или економски развој, владата не можеше да ги постигне ниту во тој период. Од таа причина комплетно неспремни влеговме во 2020 година, кога почна, значи, проблемот со здравствената криза. Првите 3 месеци од 2020 година беа месеци во кои што имавме огромни буџетски дефицити направени, ако се сеќавате, пред парламентарните избори, мислејќи дека тие ќе бидат во месец март или април, сега не знам точно како беше, но независно, тоа е тој период кога ненормално многу се трошеше и веќе почнува корона кризата, во која што се најавуваа помпезно одредени мерки, помош на економијата и така натаму. Сето тоа се постави на некои погрешни нозе, заради кои што имавме комплетно задоцнување во реализацијата на мерките, компаниите почнаа да страдаат уште од тој период, такви влегоа и во 2021 година. Сега, 2021 година на почетокот ние влеговме како држава со, да кажеме, повисоки стапки на инфлација од очекуваните, и тоа беше инфлација која што се почувствува во Македонија како резултат на зголемување на цената на електричната енергија во август месец 2020 година. И ако се сеќавате, во периодот месец септември 2020 ВМРО ДПМН правеше и протест токму заради покачувањето на цената на електричната енергија, токму од стравот дека ќе дојдеме до ситуација таа цена на електричната енергија да се прелее понатаму на другите цени и да се појави таа инфлација која што се појави, но од владата немаше апсолутно никаков слух. Тие воопшто не се во состојба да можат малку подолгорочно да ги гледат работите и да планираат.
И веќе во 2021 година ние влеговме значи со повисока стапка на инфлација од она што беше предвидено и очекувано. И баш вчера го анализирав мојот Facebook профил, забележав дека на 21 јануари за прв пат 2021 година јас веќе имам зборувано за инфлација во Македонија како резултат на зголемување на цените на електричната енергија. И тоа се провлекуваше нели некаде до средина на летото, кога веќе кај нас цените почнаа да растат. Крајот на годината го знаеме каков беше, веќе цената на електричната енергија не само во Македонија, туку и во Европа и во светот, односно на берзите, галопирачки, да кажам, порасна. И сето тоа многу негативно влијаеше на компаниите. Така да, генерално прво за 2021 година би рекла дека овие ценовни шокови кои што се случија поради промените во цената на електричната енергија, навистина негативно влијаја на компаниите. Меѓутоа, морам да потенцирам дека во моментот кога сето ова ни се случуваше, кога растеа цените, кога се гледаше дека крајот на годината ќе биде страшен и лош не само за компаниите, туку и за домаќинствата, владата во тој период не забавуваше со некаков план за инвестиции, за забрзан економски раст. Јас не знам навистина од каде тие бројки и податоци, од каде нивното размислување дека навистина може да ги реализираат тие инвестиции. Така да, наместо во тој период да размислуваат за замрзнување на одредени цени, корекции и така натаму, еве исто се сеќавам дека беше месец мај кога имав едно гостување во Сител телевизија, кога точно спомнав дека треба и едно од можностите за да ја стопираме таа инфлација која што постоеше во тој период и растот на цените, беше предлогот за замрзнување на цени, меѓутоа во тој момент нели воопшто никој не размислуваше дека имаме инфлација, туку беше побитно да ги нашминкаме ние податоциве, да направиме некоја среднорочно фискална стратегија која што нормално никогаш нема да се оствари заради тоа што се неспособни, а не дека не може. И сето тоа, значи, на крајот не доведе во една многу лоша состојба. Во исто време тирзовите гледате во каква состојба се, не заради тоа што сакаат така, туку заради тоа што состојбата во економијата во Европа е во исто таква состојба. Секојдневно слушам, значи, поплаки од компании, еве пред некој ден на Зелено пазарче, луѓе во што се по тезгите ми се жалат, велат ни ги бараат парите кои што ни ги дадоа како помош за 2 месеци. Значи може да замислите, им дадоа помош во период кога на нив им беше потребна, кога ние, како се соочивме со корона кризата, ни беше страф на пазар да отидеме и воопшто да помислиме да купиме нешта, не знаевме како се пренесува вирусот. И сега во тој период им дадоа помош, за сега да им ја бараат помошта назад. Така да генерално една година во која што и понатаму непродуктивните трошоци растеа, и понатаму, значи, се размислуваше само на некакви прикажување на податоци, на бруто домашен производ и така натаму, но не се размислуваше на вистина за граѓаните и за компаниите. И сега сето тоа тешко ни паѓа, бидејќи тоа се тие влезни импути кои што во 2022 година ќе значат многу тешка економија, но генерално за 2022 мислам дека понатаму ќе дискутираме, да оставиме Елена да каже нешто околу енергетика. Гордана опфати поголем дел од она што ќе бидат теми и предизвици за годината и особено делот со честитката за нова година од, да ја кажам, независната или владино зависната регулаторна комисија за енергетика во однос на делот поскапување, честитка со нова сметка за струја, повисока цена на струјата, укината оној столб на владењето на заевизмот во Македонија на оваа власт, нели, воведовме ефтина тарифа и укинавме радиодифузна такса. Тоа беа двата столба, нели, популистички. Па како дојдовме до овој нов раст на цената на струјата, бидејќи некако јас си ги прегледував сметките дома, како и секој од нас, нели, кога домаќински одговорно се однесуваш кон работите, поскапувањето на струјата почна некаде уште од 2020 година. При тоа, Горде, само би те надополнал,
им дадоа помош на луѓето во здравствена криза, сега кога енергетската им ја бараат токму оние што им имаат потреба. Не морам нам само, од нив. бидејќи ова го начна, извини ќе те прекинам, да, во 2020, ако се сеќавате, ги дадоа ние картички пред избори, од 1 август ја покачија цената на струјата, која ќе ги направите пресметките, ќе видите дека парите се ги вратија назад во буџетот дупло. Елена, растот на цената на струјата не беше изненадување. Не беше изненадување ниту овој процент кој што го спомна од регулаторна, бидејќи го најави владата. Затоа велам, онаа зависна од владата регулаторна, наводно независно тело за регулација. Но како почна тој раст? Цената беше многу помала, ако видиме од 2020 до сега, кога всушност и трае оваа здравствена криза и овој опфат на кризи во Македонија, имаме перманентен раст на цената на струјата. Така, добар ден и од мене. Ќе се обидам да направам кратка ретроспектива на се што се случува во енергетиката, посебно последниве година и пол до две. Иако на граѓаните им е јасно дека тешката живеачка во економија е убаво поврзана и со тешката живеачка заради дерогираната енергетика во државата. Зошто го велам ова и што се случува? Значи, почнувајќи од летото 2020, веднаш после парламентарните избори, имавме прво покачување на цената на електричната енергија, но тоа се однесува само на регулираниот пазар, значи само на домакинствата и малите потрошувачи, тоа беше некаде 7,5%. Тоа значи дека директно кај регулираните компании се слева повеќе пари од граѓаните, и се очекуваше тие правилно да инвестираат, правилно да функционираат. Тоа се главно државни компании, со исклучок на Евна дистрибуција, која што не е државна компанија. Меѓутоа, за жал, наместо да се случи такво нешто, имавме уште полоша ситуација, па летото во 2021 имавме повторно зголемување на цената на електричната енергија за 12,5%, која што само добро беше замаскирана со намалување на ДДВ-то за граѓаните, и тоа беше во закон кажано дека ќе важи само за период од една година, а потоа ќе се врати, значи јули 2020 ќе се врати на 10%. За да на крај годинава ја завршиме со фамозни 9,48% зголемување, но и едно прекјутно зголемување предизвикано поради укинувањето на дневната ефтина тарифа, за која што во програмата за живот во 2016 и како се алудираше на тоа дека парите ќе се вратат кај граѓаните со тоа што ќе се воведе ефтина струја, која што веќе ја нема. Што е причина за вакво нешто? Значи, причина за вакво нешто е лошото менаџирање, лошото работење на енергетските компании и, за жал, една погрешна, комплетно погрешна енергетска стратешка политика. Зошто го велам ова? Вие не можете да имате здрава држава, здрава економија, ако немате јаки, здрави, богати енергетски компании, кои што дома ќе произведуваат електрична енергија, здрав преносен систем оператор, кој што ќе пренесува таа електрична енергија до дистрибутивниот систем. Она што сите го знаеме е дека негде крајот на 2020 година излезе информација дека МЕПСО ја завршува 2020 со 6 милиони евра загуба, Елем ја завршува со 17 милиони, значи тоа е период 2020 година. Ова кажува дека нешто се случува што не треба да се случува. Понатаму, имаме енормно намалување на домашното производство на електрична енергија. Значи 2020 Елем, државната ЕСМ енергетска компанија, ја завршува со 3600 гигават часови. Нешто што никогаш не било во Република Македонија. За 2020 официјално извештајот се уште не е излезен, но сигурно ќе биде помалку од 3600 гигават часови. Тоа намалено производство со зголемен број на вработени предизвикува ваква енергетика каква што имаме сега. Понатаму многу важно, што морам да го напоменам. Ако вие го намалувате производството, ако не копате свој јаглен, или ако ги празните акумулациите тогаш кога не треба да ги празните, ако во август 2021 година сигнализираме дека на берзите се случува нешто што ќе предизвика турбуленција, како опозиција масовно сигнализиравме.
повторно бевме исмејувани, почнуваат цените на берза да растат, во еден момент стигнуваат и до 250, 300 па и 350 евра за мегават час. Домашното производство го немате така како што треба да го имате, се случува овој крах кој што се случи во моментов. Значи, не се копа јаглен тогаш кога треба, а тоа се пролетните месеци некаде од март до октомври. Се празнат акумулациите тогаш кога не треба. И нешто што е многу страшно, што не би сакала да го спомнувам, но мора да знаат граѓаните. Електроенергетските постројки се робусни, скапи постројки. Треба правилно да се одржуваат, правилно да се користат. Штом немате кадар, менеджмент кој што ќе води сметка за тоа, ќе почнат да се случуваат дефекти какви што ни се случуваат. Некаде на почетокот на ноември ние имавме еден блок во Битола на ремонт, кој што е редовен ремонт, еден блок кај кој беше пукната цевка на котелот и еден блок чиј трансформатор беше опожарен поради горење на високонапонски проводен изолатор. Значи, такви работи јас не знам каде во светот се случуваат, освен во некоја африканска земја. Доведени сме до една таква состојба да електроенергетскиот систем е буквално пред распаѓање. Згоре на се, постојано сме замајувани како е добро е што не се покаче струјата за 25%, туку се покаче за 9,5%. Или добро е што имаме зголемување на цената на парното само за 14%, а немаме 30, односно 40%. Само би сакал да прашам тука, во интерес на граѓаните и во интерес на економијата. Дали таквите најави беа пиар стратегија за да се дојде до смирување некое добро што не дојде до 25, туку до 10, или всушност реалната потреба до кој со ова сакам да се даде една слика до кој степен е енергетската состојба во Македонија. Дали реално треба да отиде на 25 па има притисок за 10 или всушност се работеше само за една стратегија добро е нели не е 25 туку е 10. Видете, на сите треба да ми е јасно дека реалната енергетска состојба во Македонија е колапс, пред колапс. Може би ќе звучи многу морбидно и не е убаво затоа што е сепак 2 јануари и почеток на годината, меѓутоа работите треба да се кажат отворено и такви какви што се. Епа после честитката на владата тоа останува. Зошто го велам ова? Го велам затоа што ние имавме локални избори и додека цело време опозицијата сигнализираше дека енергетиката тоне и дека ништо не е како што треба, постојано се држеа пресови од министрите кои што известуваа дека нема да има енергетска криза, дека нема никаков проблем, за да веднаш после изборите на 9 ноември се прогласи енергетска криза. Што се случи тогаш? Се случи да се вбризгаат кај енергетските компании кои што се дебели загубари и пред малку ги објаснив зошто се загубари, се испупаат пари од буџетот и се вбризгаат кај нив готови пари. Значи, вие имате лошо менаџирање, неправилно работење, од буџетот се трпат пари за да почнат тие да работат како што треба. Згоре на се, таа криза која што беше прогласена во трајање од 1 месец за да се префрла тие пари од буџетот кај овие компании. Веднаш после завршувањето на периодот од 30 дена, на 9 декември се донесе нова уредба и ново продолжување на таа криза, собранието го донесе во трајање од 6 месеци. Значи, пазете сега, ова е исто многу важно да се разбере. Повторно од буџетот ќе се вбризгуваат пари кај овие енергетски компании и ќе се амнестира нивното лошо менаџирање. Меѓутоа, што е страшно? Тие пари ќе се вбризгуваат кај овие компании и некако ќе биде смирен оној регулиран пазар. Тоа се домакинствата и малите потрошувачи. За цело време како да ги подзабораваме компаниите кои што се на слободниот пазар. Кај нив имате 5 до 6 пати зголемување на цената на електрична енергија. Се соочуваат со раскинување на договори со снабдувачите. Кај некој пропаднал снабдувачот, кај други снабдувачот им го раскинал договорот. Значи, тоа е енормно зголемување, како да е башо на народски, префрлија грижата на другиот. Не тангира, не сме ние тие кои што треба, тоа се билатерални договори. Каде е тука независната регулаторна комисија да види што се случува? Има членови во Законот за енергетика во кој што таа е одговорна да врши мониторинг на пазарот. Ние имаме ситуација во која
Ако во 2020 имало 33 снабдувачи, во 2021 имало многу помалку 12 снабдувачи. Тие веднаш требале да реагираат, да видат што се случува. Кога ние сигнализиравме уште во септември дека пазарот со електрична енергија почнува да тоне, почнува да крахира, нас ни се смеја и не правеа неуки, неумешни, меѓутоа, јас морам да кажам, испадна дека и како сме уки и умешни, за жал, само што не сме на власт, за да не дозволевме да дојде ова што се случува сега. Срамно е за една земја, навистина е срамно. Преносниот систем оператор да вие со толкави загуби, срамно е да биде доведен во ситуација да поради дневните најави на ЕСМ, односно на ЕЛЕМ, која што не може да ги исполни во однос на производството, па да мора да влече струја од околните електроенергетски системи. Че тоа кажува дека ситуацијата на вистина е катастрофална. И сега доаѓаме до едно зголемување на цената која што слободно можам да кажам е само купи ден помени. Тоа не е решение на случајот. Тоа е зголемување кое што прекјутно се прави да е со помала вредност колку да се обезбеди социјалниот мир. Меѓутоа тоа не може да оди до недоглед. Значи, вие не можете константно да ги испумпувате тие државни енергетски компании, константно да ги доведувате во загуба целиот овој период од 5 години додека се на власт, за да сега да велат, дајте сега ќе прогласиме кризна состојба, за да може да функционираме правилно. Значи, такво едно дерогирање на пазарот на електрична енергија имаме, кој што сега почнува да се чувствува и во пазарот на газ. Значи, вие ако немате влада која што ќе води сметка исправно да ги води работите, нормално е дека може само да се одолжува периодот кога некаде ќе пукне. Меѓутоа да знаете дека не може до недоглед да одат работите вака како што одат во моментов. Ако се согласиме дека поскапувањето на енергијата ќе биде меѓу оние со најголем ефект, и ако Светската банка предвидува дека трендот ќе оди кон пораст и дека повторно ќе поскапува електричната енергија во зимата 2022 година, а причините за тоа можеме да ги побараме во лошите капацитети кои што биле направени претходниот ден и претходната година и во нивото на складирање, што е и случај во Република Македонија. И сега јас подготвувајќи се за оваа тема успеав да издвојам неколку наслови кои што беа тема во медиумите во однос на енергетиката. И вели ЕСМ треба да плати 25 милиони евра за преземената струја од регионалната мрежа. Потоа тука не би сакале да ја заборавиме и скандалозната изјава на министерот Бектеши, кој што вели ЕСМ му нуди струја на Косово во замена на јаглен. Па тука би прашала зошто во моментот нема јаглен? Која е причината што Република Македонија е оставена до степен да нема јаглен да нуди електрична енергија, а при тоа цената на истата да поскапува? Повторно е лошото менаџирање на енергетските компании. Би сакала уште нешто да спомнам што во претходното мое излагање не го спомнав, меѓутоа некаде 2019 година се донесе една стратегија за развој на енергетиката во која имаме така наречено зелено сценарио, па ќе го напуштаме производството на електрична енергија од фосилни горива, што и не е така лошо ако сте богата земја и ако имате алтернативни извори. Значи, никој не е против чиста животна средина, никој не е против производство на електрична енергија, така наречена зелена енергија. Но ние цело време, како опозиција, исто реагиравме, сигнализиравме, зашто се соочувавме со многу притисоци, сигнализиравме дека вие не можете да ја згаснете една рек Битола, ако предходно не изградите енергетски капацитет кој ќе биде субститут за згаснатата рек Битола. А ние што направивме? Еве го исходот. Ние цело време тој менеджмент не функционираше правилно, не се грижеше за тие енергетски капацитети, не се вршеше ископ на јаглен, не се правеа откривки тогаш кога треба, туку цело време се зборуваше одиме на зелено сценарио. Еве го зеленото сценарио, каде е сега? Немаме ниту енергија, а имаме само зголемување на цените на електричната енергија. Значи, лошиот менеджмент, лошите стратешки енергетски грешки, за жал, не чинат сите. Во конкретниот случај ги чинат и обичниот граѓанин, меѓутоа го чинат и стопанството, затоа што посебно фирмите кои што го прават бруто домашниот производ се соочуваат со енормно зголемување на цените. Што имаме ние сега? Имаме сега кризна состојба во која се држи некаков социјален мир, се покачува цената за домакинствата и за малите потрошувачи, да речеме минимално, се укинува дневната тарифа, ако знае кој е следниот чекор, веројатно да се укине и
ефтината електрична енергија во недела, сигурно и ноќната ефтина тарифа, а за жал компаниите се оставени сами на себе да ги решаваат проблемите во кои што се заглавени, наместо ние да имавме собствено ефтино домашно производство, па сега преку прогласување на таква една енергетска криза да ги спасувавме компаниите кои што се должни да ни го јакнат економскиот систем и стопанството. Ако енергетската криза го усложни економскиот амбиент во државата во однос на компаниите, какви се предвидувањата на компаниите за 2022 година, откако слушнавме дека голем број на компании најавуваат стечај по однос на зголемената електрична енергија во моментот? Особено што, извини Горде, би го надополнил прашањето во однос на она што го спомна Елена, што може да се очекува, а меѓу другото е качување, враќањето на ДДВ-то, она што го намалија овој пат на 5%, дека некаде се поклопува со укинувањето на оваа криза енергетска, нели донесениот кризен менеджмент во енергетиката некаде крајот на јуни, да се врати и ДДВ на 10% на енергенсите, односно на струјата. Како тоа ќе влијае врз економијата? Врз големите оние. Ќе ми дадете само 2-3 минути. Елена ме подсети на И 5 и еден 10, момент да. од 2017 година и морам да го споменам. Бидејќи сега дискутираме на тема енергетика и економија, знаете дека заедно со председателот Мицкоски бевме дел од управниот одбор на ЕЛЕМ во 2017 година и се сеќавате дека постојано СДСМ го напаѓа како тој бил човекот кој што платил најскап мегават час електрична енергија во периодот 2017 година. И јас сега како ја гледам Елена, гледам надвор времето какво е, знаете каква е температурата надвор. Елена спомна ископ на јаглен, ме врати точно на 2017 и морам да го споменам ова, бидејќи нели после најверојатно денешнава дискусија пак ќе се вратиме на истото, ВМРО ДПМН ги уништи капацитетите, Христијан Мицкоски ја плаќаше најскапата струја и така натаму. Точно ме врати 2017, вака беше овој период, кога имавме надвор минусни температури, во Рек Битола беше до минус 25. Значи не можеше да се копа јаглен. Ние имавме поради претходниот период пред да влеземе во зимата ископано јаглен, меѓутоа вие кога со денови не можете да копате, нормално е дека не може депонијата да се полни со јаглен затоа што вие трошите од депонија, но во исто време обновувате, копате, не со иста динамика како во текот на летниот и есенскиот период. И нас не се случи тоа во тие 2-3 дена, кратко траеше. И понатаму да се надоврзам, се извинувам што ќе ја прекинам, тоа беше исто многу страшен период затоа што освен ниските температури кај нас беа ниски температури во соседството. Така е. Соседните преносни систем оператори за да си ја зачуваат својата пропусна моќ, за да ја чуваат енергијата за себе, забранија да протекува енергија кон соседните земји. Значи не можевме да најдеме од каде да увеземе. Тоа беше исто еден од проблемите со кои што се соочивме во тој точно период. ги памтам како сега ми е пред очи периодот, значи тоа беа овие новогодишниве празници на Бадник и Божик ние на работа и дискутираме во Рек Битола не се излегува надвора, не па да се копа и сега некој се обидува тој период да го спореди со овој, кај што имате надвор 10 степени плюс, кај што без проблем може да се копа, но неспособноста, неработењето, неодговорноста не доведе во ситуација ние да немаме сега јаглен. Ништо друго не може значи да го оправда овој момент, освен нивната неспособност и незнаење и неуправување. Јас, извини Елена, значи уште еднаш се вака се надоврзав на тебе во овој дел, но стварно ме потсети на 2017 и сакав, вака ви кажувам и времето надвор убаво, па ме потсети на тој момент кога беше страшно тешко. Сега, по однос на цените на електричната енергија во декември, ноември и она што ги очекува компаниите во 2022 година, јас морам да кажам дека гледам пред себе едно црно сценарио за голем дел од компаниите. Секојдневно имам јавувања од компании кои што постојано кажуваат каква е состојбата со сметките за електрична енергија кои што ги добиваат. Ситуацијата е алармантна, страшна, не знаат што ги очекува. Очекувањата се дека месец јануари сметките ќе бидат и многу повисоки во однос на декември. Искрено, колку и да не сакам, ме радува малку потопло во време, можеби тоа малку ќе допринесе да не отидат повторно цените многу високо на берзите. Сепак, значи, по 6-7 пати имаме повисоки сметки за струја во однос на претходниот период.
Дополнително на ова, имаме ситуација со замрзнување на цените, кое што јас сметам дека требаше да се случи многу порано, но исто така, кога зборував за замрзнување на цените, во исто време, нели, размислував и за стоковите резерви, така да во овој период кога ние сме решиле да ги замрзнеме цените, редно беше државата да ги отвори тие стокови резерви и да им помогне на компаниите, особено да кажеме на оние кои што произведуваат леп. Во последните неколку дена слушам дека пекарите се соочуваат со сериозни проблеми, кај нив имаме зголемување на цена на електрична енергија и од друга страна замрзнување на цени. Тука, за разлика од тоа суровините кои што ги купуваат, нели, се со повисоки цени, така да тие, голем дел од нив, значи очекуваат дека тешко ќе можат да излезат на крај, дел од нив веќе размислуваат и за затварање. Прехрамбената индустрија исто така многу јавување имаме од таму. Значи компанија, например, која што минатиот ноември плаќала 1.500.000 денари електрична енергија, оваа година во истиот период плаќа 7,5 милиони денари за струја и веќе е паника и кај тие производни капацитети, така да состојбата ќе станува потешка. Сега, оние кои што имале акумулирано и од претходниот период некои пари, некои добивки, можеби ќе можат и да ја пребродат кризава, но морам да потенцирам дека тоа ќе не доведе пак до ситуација компаниите да не можат да инвестираат. А една од причините зошто владата очекува повисока стапка на раст во 2022 година е токму бруто инвестициите, кои што дел се како резултат, нели, на капиталните инвестиции, дел се на приватните. Но во делот на приватните инвестиции, оваа повисока цена на електричната енергија на некој начин им ја истиснува можноста да инвестираат. Тука чекав да се заврши со одговоров, токму затоа што влегуваме во она дел од прашањето кое што е мощно интересно. Македонија има сега мандатар, нема премиер, нели, кој што се извинувам, ги фалеше политиките во сите оние настапи до сега и сите оние чекори на Зоран Заев и неговиот тим во владата, што би донело до заклучок дека нема да има големи промени во таа насока, што всушност го доведува и во прашање зошто тогаш чуму има нов владин кабинет. Но Ковачевски, како мандатар на оваа влада, доаѓа на позиција таа од позицијата заменик министер за финансии. И е еден од оние кои што директно ја гледаше оној пад на економијата во Македонија и целиот овој систем кој што сега доведува до ваков колапс како што најавувате во економијата, но сепак ветува раст, ветува повисоки плати, заздравување на економијата. Еве, Министерството за финансии токму од каде што доаѓа вели раст годинава од 4,6%, ветува нови работни места. Колку е сето тоа изводливо, имајќи го предвид, еве, и растот на Народната банка, предвидувањето е 3,9%, владата, односно Министерството за финансии, на кај што е Ковачевски, вели 4,6% раст. Возможен ли е таков раст во однос на ова што сега го зборувате? Ајде да ги анализираме тие работи. Што може владава и колку би било успешна во таа? Може ли таква една предвидливост да се направи? Значи, затоа приеска на почетокот на разговорот се потсетив на периодот 2017-2019 година, период кога немавме кризи и однесувањето на оваа влада во тој период. Сега, не само Ковачевски за мене апсурдно е она што го кажа. Добре, не е порасна цената на електричната енергија за 25%, успеавме да завршиме со 9,48%. Страшно е тоа да го каже за новој народ, кој што одвај врзува крај со крај. Значи, прво, знаеме ние минатата година колкава инфлација имавме, знаеме колку се пораснати цените на производите во маркетите, во исто време знаеме дека околу 70% од луѓето кои што работат примаат плата по 25.000 денари, сега ви и двајца дома да работат со по 25.000 денари во вакви услови, со порасна цена на парно, со порасна цена на електрична енергија, со порасна цени во малопродажба, значи за прехрана може да замислите како ќе врзат крај со крај и сега излегуваат не само Ковачевски, и министерот за финансии Фатмир Бесими, па и гувернерката кои што даваат некои оптимистички прогнози. Јас не гледам од каде прогнозираат толку оптимистички. Прво кажав, поради тоа што една од компонентите или
очекувањата за раст во економијата се бруто инвестициите. Во делот на капиталните инвестиции, мислам дека повеќе од јасно ни е на сите дека ниту знаат да реализираат, ниту се обидуваат. Значи, ние имаме катастрофална реализација на капитални инвестиции и во предкризниот период, во кризниот период кога требаше тука да им биде најголемиот фокус за да, нели, малку од малку се придвижиме, а да не тонеме надолу, тие ништо не реализираат 2020 година. 2021 исто катастрофална. Ако ги погледнете капиталните инвестиции како реализација заклучно со ноември во однос на првичниот план се некаде 73%, но во однос првичниот буџет, но во однос на ребалансот не се ни 60%, значи катастрофална реализација. Од друга страна, приватниот сектор го дотепаа со електричната енергија и ова што се случува сега, тие нема да имаат можност и простор да инвестираат. Во исто време, ниту ќе размислуваат за зголемување на плати. Јас не знам како некој воопшто може да размислува за зголемување на минималната плата. Од каде? Ајде на приватниот сектор да седиме да го кажеме од каде. Беше најавено од мандатарот дека ќе има. Ама од каде? Еве и тој мандатар нека седне во една компанија и нека ги направи пресметките да видиме од каде. Значи ни тоа не е возможно. Во исто време, личната потрошувачка не може да се реализира така како што им е планирано во буџетот, бидејќи инфлацијата ја јаде. Вие не можете да ги зголемувате платите така како што расте инфлацијата, сега го кажав и зошто. Од една страна заради тоа што ние имаме ситуација на зголемени трошоци кај компаниите. Така да платите не можат воопшто ни да се размислува за зголемување. И сега ви имате една ситуација, викате да 4,6%, односно 3,9% ќе порасне бруто домашниот производ во 2022 година. Реално јас искрено не очекувам ни дека ќе достигнеме до 3,9%, може би ќе може, но кога би била некоја одговорна влада и која би размислувала поодговорно. Во исто време странските инвестиции се на катастрофално најниско ниво. Сега, и ова преска запиша Елена кога зборуваше нели за Елем и Мепсо, точно државата даде пари на Елем да купи струја, покрива загуби, така натаму. Но во исто време забораваме дека во економијата се тоа како некои врзани садови. Значи, дадоа пари од буџетот на Елем, Елем купи електрична енергија од странство, значи ние имавме одлив на девизи, така, имаме помало производство, помал бруто домашен производ и влошување на трговското салдо заради тоа што имаме увоз зголемен. Така да, пазете, во една погрешна, неодговорна политика или однесување, вие во исто време влошувате еден куп индикатори. Не е само еден, а сега овој увоз на јаглен само ќе ја продлабочува состојбата. И ако погледнете каква е состојбата со девизните резерви, ќе видите дека тие се намалуваат. Сега, гувернерката има комотна позиција со девизните резерви и воопшто мислам тука не размислувам за курсот воопшто дека ќе има некакви потреси. Мислам за разлика од СДС ние сме многу поодговорни, не шпекулираме, не измислуваме. За разлика од нив нели во 2016 кој што правеа многу и шпекулации, и проблеми, па се сеќавате и каматните стапки при позајмувањето на Министерство за финансии порасна, ние не го правиме тоа, но мора да кажеме да Народна банка има простор сега, зошто? Затоа што некој во изминатиот период бил многу одговорен, привлекуваше странски инвестиции, носеше девизни резерви тука, па сега ние имаме со што да го браниме курсот и да бидеме покомотни. Но ако погледнете што зборуваат експертите, исто и морам да го споменам, а ќе видите дека тие велат да веќе да се задолжуваме, нели, бидејќи и проекциите се дека буџетскиот дефицит во следните години ќе биде доста висок, повисок од вообичаено она што било во минатото. И тоа да го правиме преку задолжување во странство. Значи, и експертиве не веруваат дека ќе имаме ние и странски инвестиции, капацитетите тука ќе бидат во состојба да извезуваат па да имаат девизен прилив. Од таа причина велат да позајмување од странство. Иако ја гледаме фискалната стратегија, таа па обратно кажува, вели ќе се задолжуваме на домашен пазар, па измислуваат зелени обврзници и така натаму. И сега вие ако земете да ги читате сите документи што ги имаат, ќе сватите дека ниту имаат стратегија, ниту имаат план, ниту знаат што прават. Сите документи се конфузни, еден со друг не се поврзани. Буквално е таква состојбата. Сега за нас економистите е многу тешко затоа што не знаеме од сето ова, нели како ќе го видиме, едно пишува, друго се случува.
не знаеш која им е стратегијата и планирањето, односно тоа не носи до заклучок дека они прават куп ден помине. И преска Елена исто ја прашавте дали се сведени на пиар. Јас ќе кажам од економска гледна точка, во бројките и планирањата, они само пиар гледаат и ништо друго. Така беа оние 8 милиарди инвестиции, па за 3 месеци или 4 рипна на 12 милиарди. Све се тоа некој желби на хартија, односно на крајот, јас не знам ни дали се желби, мислам дека само се фокусирани како поубава приказна да му продадат на народот, а знаат дека ништо од тоа нема да реализира. Приказната веројатно се сведува на онаа диплома и она студирање на Харвард, што се сведе на курс на Харвард. Во овој дел, во однос на капиталните инвестиции, би се насочил како еден заклучок на крај кон иднината, една од стратегиите на ВМРО-ДПМН е гасификација на Македонија, нешто што се остави овие 4-5 години. Би дал само еден пример. Случајно го разгледував новиот тим на Ковачевски во СДСМ, таму влезе и директорката на Куменовската болница, доктор Захариева или Захариевска беше, која што е подолг временски период директор. Таму и ми падна во очи, бидејќи ја имам запаметено Кумановската болница како еден од најголемите загадувачи на Куманово, бидејќи со години се грее на мазут. И во некаде на крајот на 2018 година имаше едно истражување, една добра анализа направена за еден портал, каде што беше посочено и со изјава од истата господја директорка, докторка таму, дека со години праќа дописи до владата за помош за 200.000 евра за гасификација на Кумановската болница, која што треба да преиде на грејење на газ, бидејќи толку чинело само да се поврзе, бидејќи внатре се направиле сами. Деновиве се јавив и прашав до каде е пријатели и колеги од Куманово, кои што ми посочија дека, замислете, дури годинава оваа зима се наоѓа во експериментална фаза приклучувањето на газ, односно грејењето на газ во Кумановската болница. Па ако од 2018 до 2022 траело еден зафат за приклучување на болницата за 200.000 евра, зафат што во рамки на гасификација е, мислам, минорна сума, што останува со се останато. Ова ми е како еден вовед во делот за гасификација на ТЕЦ Неготино, она ладна резерва која што е чува Македонија, ја чува со тоа што и годишно се исплаќаат пари, мислам дека некаде околу 3 милиона евра годишно чини одржувањето на капацитетот на ТЕЦ Неготино, за да може да се користи во овие случаи како сега, со тоа што има и вработени, нели, и се прават проби. За сега, повторно да се користи мазут, уште еден загадувач. А не се преде на... Дополнам дека ТЕЦ Неготино во моментов станува и во разговор меѓу нив за продажба и како што е владењето на СДСМ од минатото, секогаш со авантуристички политики станува бомбона бизнис, кои што секогаш завршуваат со продавање на државните капитали, тоа го гледаме сега и со ТЕЦ Неготино. И само прашањето ми е, зошто да речеме овие 4 години не беше направена таа ладна резерва ТЕЦ Неготино да биде на газ, со тоа што оној крак Неготино Штип е поминува на неполни 4 километри. Но доколку болницата во Куманово, која што им требаше 4 години да ги врзат за некој зафат кој што се мери во метри и чини 200.000 евра, се уште е во експериментална фаза грејењето, односно излега конечно го завршиле, зошто не ме чуди тога што не е завршено и ова со ТЕЦ Неготино или било која гасификација. Зошто ја споминувам гасификацијата? Да, повели? Одговорот е едноставен. Значи, она што пред малку го зборував во доменот на електричната енергија е прелеано и во доменот на гасификацијата. Значи, неправилното работење, неправилното менаџирање е прелеано буквално во сите области на живеачка, меѓутоа јас како компетентна ќе го коментирам неправилното функционирање во рамки на енергетиката. Вие во период од 5 години да седите по трибини и да коментирате дека последните 10 години не е изграден ниеден производен капацитет во државата и да ви биде единствено оправдание, мислам дека е навистина жално. Слободно можам да кажам дека
Во времето на ВМРО, посебно оние 11 години, и како добро се одржуваа енергетските капацитети, па дури се градеа и нови. Иако можеби не се големи како енергетски капацитети, но се многу значајни и од посебна важност е што производството на електрична енергија, на домашната електрична енергија и се обрнуваше посебно внимание. За жал сега не е така, значи сега немаме ниту нови производни капацитети, а се уништени и постоечките. Истото тоа се случува и во гасификацијата. Значи, она што ВМРО им го остави, и како пари, и како проекти, и како изградени гасоводи, само требаше да бидат доволно мудри, вредни, прецизни, исправни и сето тоа да го продолжат. За жал, она што ВМРО го изгради во 5 месеци, овие истите во 5 години не можат да го продолжат. Еве го доказот и со ТЕЦ Неготино, сега работи на мазут, работи затоа што сме дојдени во една ситуација на безизлезна состојба. Меѓутоа, зошто да не се направи парчето од гасовод кој што ќе поврзува ТЕЦ Неготино со гасоводниот крак? Зошто да не се направи реконструкција на постројката и истата да работи како гасна постројка? Значи, тоа се тие работи кои што укажуваат дека нешто во енергетиката и како не е поставено на здрави нозе. Зошто го велам ова? Значи, 2006 ние имавме еден бомбон на бизнис кога си ја продадовме електродистрибуцијата. Значи, од една регулирана дејност која што беше во државна собственост, отиде во приватни раце. 2017 кога СДСМ дојде на власт, повторно се почна со такви некои интересни авантуристички идеи во кои ТЕЦ Неготино да отиде на јавно-приватно партнерство. Па потоа се распиша тендерот за изградба на Чебрен во кој што ХЕЦ Тиквеш да се одземе од портфолиото на Елем па да се даде на приватниот инвеститор. Значи, вие не можете да имате здрава економија, здрава енергетика, па на крајот и здрава држава ако не си го чувате домашното производство. И најбогатите европски земји домашното производство на електрична енергија е во државна собственост. Секако има и приватни инвеститори, не е тоа забрането. Еве и сега слушаме, во Штипке се гради сончева електрана. Никој не е против таква зелена енергија. Но дали се запрашал некој? На кој преносен систем ќе биде поврзана на нашиот? Дали има доволно за можност Елем да го балансира тоа? Што значи балансирање? Кога ќе има сонце, ќе има и енергија. Кога ќе нема сонце, таа енергија ќе треба Елем да ја надомести. Дали има Елем можност за такво нешто? И трето, многу важно, дали таа постројка која што ќе биде изградена на плодно земјиште вреди да се уништи тоа плодно земјиште? Или ќе биде само пиер стратегија, фалби, ќе имаме нови 250 мегавати сонце, 450 мегавати ветер, за да на крај се сведеме без струја, без храна? Гледајќи ги сегашниве услови, во 5 години вие да не изградите ниту еден производен капацитет, а да ги уништите и тие кои што функционирале, мислам дека тешко ќе биде. Да надопомнеш? Елена сега која спомна, значи за 11 години период на владење на ВМРО ДПМН, да не заборавиме. Може би се направени малку нови капацитети, но колку ревитализации, колку продолжување на животен век, сите централи, било да зборуваме за Рек Битола, било да зборуваме за посебно хидроцентралите. Значи на сите беа дотраени од вкупното производство. Така, сите беа дотраени, на сите им се продолжи животниот век. Од периодот кога беше господинот Чингоски директор во Елем, тој ги започна и продолжија понатаму. Значи нема капацитет на кој што не беше продолжен животниот век. Елена е пострично од мене. За да се испразнат акумулациите тогаш кога цената е ниска, да ја продадете таа енергија за ниска цена, да ја продадете од 45 до 50 евра, за сега да купувате за 400 евра. Така, значи која е таа бизнис логика? Кој е тој менеджмент што може да дозволи такво нешто? Јас би се срамела да седам по телевизија и да го коментирам тоа дека сега најдовме јаглен или сега ќе увеземе јаглен од ваму или сега ќе направиме вакво нешто. Купи ден помини. Која е таа стратегија? И она што го спомна, во време на ВМРО, значи точно, јасно покажуваат податоците дека се продолжи животниот век на сите централи, било да се термо, било да се хидро, се направи ветерниот парк. Ај да видиме они што направија во нивниот период. Мене ме иритира еден момент кога и Ковачевски, ај другиве што постојано повторуваат ништо не се направи, го слушам. Председателот на СДСМ и заменик министерот за финансии. Не другиот директоров нит знае шо прави, нит знае кај. Туку овој сега слуша другите, не проверува податоци, излегува, мислам дека беше гостен во Сител, вели, ниеден капацитет во енергетиката не е направен. Стварно.
Ајде, нека провери првим да види по колку работни сати има блоковите во Рек Битола кога се ревитализира и модернизира. Значи, Така, реконструкцијата беа дотраени. на Рек Битола е Сега треба враќање малку- во живот како нормална Така е. постројка, реконструкција на хидроцентралите како нови постројки Така се е. вратени. Изградбата на ветерниот парк во Богданци 35 мегавати им оставивме уште 15 мегавати Тоа не сакам да успеа кажам. во И овие 5 подпиш, години значи да ги направат. договорот беше спремен. Ништо не направи. Света Петка беше изградена во Така е. време на ВМРО. Така. Пред да дадеме простор на новинарските екипи присутни на оваа трибина за своји прашања, само ќе укажам на еден документ кој што на 1 јануари го објави Reuters, а тоа е дека Европската Унија, Европската комисија подготвува документ со кој што во онаа зелена стратегија сега ги вметнува и капацитети на природен газ и капацитети на нуклеарни постројки, со тоа што според планот би требало едните оние на природен газ да влегуваат во таа стратегија, што ќе добијат дозвола, колку што успеав да го прочитам, дозвола за градење до 2035 година, а за нуклеарните централи 2045 година како основа за градба за понатаму. Тоа веројатно се должи на она предвидливоста во однос на зелената енергија која што е сведена нели кај нас на сонце. Се надевам дека ова значи нешто во насока на гасификацијата во Македонија која што нели се надевам дека ќе За жал во овие 5 години ние ќе добиеме шанса да истуркаме. Ние требаше Да. и како да се довршат сите круцијални гасоводи, да се почне изградбата на дистрибутивната мрежа, но за жал ништо од тоа не е завршено. Да се Ви отвори реков, некој рудник. она што во 5 месеци го направи ВМРО, овие во 5 години не успеа да го направи. Сега, ако од сето ова што го слушнавме денес, во интерес на времето би замолила да завршувам, имаме уште многу што да кажеме по однос на енергетската и економската криза. Можеме да заклучиме дека иднината секогаш е неизвестна, но сосема можеме да предвидиме дека 2022 година ќе биде година со сериозни предизвици за Македонија по однос на енергетската, економската, а и здравствената криза, да не ја заборавиме. Но она што навистина е од голема важност и искрено ме плаши е тоа што од другата страна, односно немаме влада кредибилна која што ќе може да се справи со се тоа што не чека. Имаме сосема делегитимирана влада без доверба од страна на граѓаните, со навистина кревко парламентарно мнозинство, и тоа се предизвици кои што навистина треба да се справиме како можеме и да дадеме све како опозиција по однос на тоа. Јас тука би ги прашала медиумите и новинарите дали имаат некои прашања, до кого сте. Повелете, микрофонот е до вас. Представете се и до кого е прашањето. Само кратко од Гордана и од Елена. Вклучете го микрофонот, само се извинувам. Мислам дека е пуштен. Да, повелете. Сумирано, што да очекуваат граѓаните на економски план со оглед на постапувањето на цената на струјата и исто околу струјата, што може да се очекува во следниот период? Дали може би во текот на годината може да настапи ново зголемување на цената на електричната енергија? Значи, видете, ова зголемување што сега се случи не е согласно правилникот на регулаторната комисија кој што е еднаш годишно, односно во летниот период, туку согласно на зголемените трошоци кај компаниите кои што надминаа 5%. Односно, согласно неправилното менаџирање на енергетските компании, но и енергетската криза која што беше од надвор, да бидеме објективни. И сега, во јули, кога ќе има повторно ревидирање на трошоците, јас мислам дека повторно ќе има покачување. Ако ништо друго, сигурно ќе има промена, затоа што и законот за ДДВ ќе бара враќање на 10%, од 5 на 10. Значи, прво тој импут ќе се почувствува, а јас и не очекувам дека во овој краток период оваа влада ќе успее да изменаџира се она што го уништи во 5 години, дека во 5-6 месеци ќе успее да го поправи, за да нема зголемување на цената на електричната енергија. Затоа што ви реков и преска, енергетските постројки се робусни, треба правилно да се одржуваат, бавно се градат. Значи, тоа што е 5 години уништено, потребно му е 15 да го вратите на ситуација на нула, а камоли па да го развиете. Вака како што тргнало, мислам дека тешка ќе биде и првата половина од 2022.
Јас искрено очекувам многу тешка година поради тоа што гледаме дека инфлацијата воопшто не стивнува, цените ќе растат, од друга страна компаниите сега се соочуваат со проблеми, овој дел со замрзнување на цените еднаш ќе престане, владата не покажува, како што реков, никаков интерес да разговара околу стоковите резерви и ставање на располагање на дел од тие производи на компаниите, значи кој ќе заврши замрзнувањето на цените, таа одлука. Очекувањата се дека ќе имаме повторно зголемување на цените, повторно повисоки стапки на инфлација, односно повисока инфлација, а компаниите се истрошени. Од друга страна, ако одиме повторно со она што го најавувал Ковачевски, дека ќе имаме очекува раст на платите, ќе отвори спиралата раст на цени, па раст на плати, па повторно раст на цени и може да влеземе во еден како да кажам, затворен круг, кај што инфлацијата само ќе ја подгреваме и ќе се појавуваат се повеќе и повеќе проблеми, но она што дефинитивно најмногу загрижува, тоа е зголемувањето на цената на електричната енергија и парното, кое што де факто, поготово струјата, значи е нешто што значи инпут за производство, така да не очекувам некоја подобра година во однос на 2021-та, напротив, мислам дека 2022 година за нашите граѓани ќе биде најтешка. Жал ми е што ова го зборам, поготово на почеток на годината, но како што ви кажав, и минатата година на почетокот на годината спомнував некои работи, во текот на годината исто така. Воопшто владата не го анализираше, ниту пак негде го ставаше во нивните разговори за денес да дојме до таква ситуација. Кај нас проблемот со години наназад е тоа што никој не сака да направи еден подолгорочен план, но реален. Не на база на желби, на пиар, на приказни за граѓаните, туку реално. Ние не го гледаме тоа, не гледаме никаков интерес од страна на владата да намали непродуктивни трошења, да почне борба со сива економија, значи еден куп работи ги занемарија во последниве 5 години и сега сето тоа, ова е резултат и мислам дека се ќе се кумулира и ќе се појави сето тоа што го тргавме на страна ќе излезе во 2022 година и токму заради тоа сметам дека за нас ќе биде многу тешка година. Задоволни? Ред? Повелете. Чувме доста за чувме за енергетиката и економијата, доста може ли да чуеме малку кои се вашите очекувања од владата во однос на другите сегменти кои што не беа спомнати на трибината, може потпора? Во кои други сегменти? Енергетиката и На страна од темите кои што беа спомнати. па тоа е основата, всушност тоа е основата за сите друго, за се друго. Ако економијата и енергетиката се двата инпута кои што ја прават она слика на годината и на владењето, ништо друго не би можело да се очекува по-различно. Доколку има економска криза, доколку продолжи енергетската криза, сепак сето влијание ќе биде насочено натаму, нема да останува пари за ништо друго. На почетокот трибинава и ја отворивме со една, јас лично е констатација дека здравјето беше оставено на Боже мој, не верувам дека ќе има некаков исчекори во таа насока, така што сека се сведе на повторно само некакви очекувања кои што не верувам дека било кое од нивните планови или стратегии ќе се исполни, затоа што ниту капитални ќе има, ниту инвестиции ќе има нови. Да не зборуваме тука и оние прашања околу даноците, да не зборуваме за затоа ги фативме овие два момента околу предвидливоста за следната година, бидејќи се темелот за било каква предвидливост во било кое поле, дали било културата да речеме, дали било спортот, дали храната, и храната беше спомената, дека на зелени површини се ставаат фотоволтаици наместо да се произведува храна. Не дека се критикува, за се има место, но ова е основата за се понатаму. Ако прашањето беше во однос политички, што очекуваме по однос на ова, јас би кажала дека ова влада на СДСМ, на ДУИ, во моментот е влада која што под секоја цена сака да ја задржи власта без при тоа да размисли како ќе се справи со сите предизвици кои што не чекаат во 2022 година. Начинот на кој што ја составија владата е јасен, начинот на кој што се додали мандатот на Ковачевски е повеќе од очигледна, така што ценам дека предвремени парламентарни избори се единственото решение кое што треба да го имаме за доброто на сите граѓани во Република Македонија. Други прашања?
Ви благодарам за Ако нема, присуството, да. благодарам на сите јас. Благодариме. Благодариме.